Инспекторите на Инспекторатот за употреба на јазиците се оставени без плати и без јасни законски овластувања веќе 6 месеци. Координаторите на пратеничките групи и представниците на Инспекторатот одржаа состанок. По состанокот, пратениците на владеачките партии ги повикаа сите пратеници да гласаат за усвојување на измените на законот, за да можат вработените да ги добијат за останатите плати. Пратеникот Беким Кјоку вели дека ова дополнително ќе го зајакне Инспекторатот. Pra thjesht duhet një vullnet i përbashkët me batenterë ta votojmë të shpejt edhe tu kalojnë rrogat këtyre punonjësve. Inspektorati mbas kësaj do fuqizohet edhe më shumë duke i dhënë edhe të drejtën për gjoba që nuk e ka pas deri tani si vetmi inspektorat. Pra ne premtojmë që me kalimin e kësaj do kemi një inspektorat shumë më të fuqishëm se që ekziston për këto momente. Надминување на тој проблем е лесен и едноставен, доколку денес ја продолжиме таа 47 седница на која што треба мал бадентер, односно бадентер од присутните пратеници од заедниците, луѓе ќе бидат во состојба да го надминат финансискиот проблем, а потоа врз основа на она што го продискутиравме, да се поразговара за формирање на агенција во која што во склоп ќе вледат и инспекторатите за јазици, и за албанскиот, и за македонскиот. Но представниците на опозицијските партии не се согласуваат со ова. Европскиот фронт вели дека целта на законските измени не е вработените да примаат плати, туку да се отстрани правниот статус на јазичниот инспекторат, затоа нема да ги поддржат промените. Ky inspektorat buron nga ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili është lex specialis. Dhe nuk guxon të ketë një qasje të tillë kjo mazhorancë dhe të tenton se nuk ka rroga, ai të marrën rroga dhe u kri muhabeti. Duke i ditë paraprakisht tendencat dhe kontestimet që ndodhin në gjykatë dhe prej kujt ndodhin në gjykatën kushtetuese për ligjin për përdorimin e gjuhëve. Да не се манипулира со луѓето дека денес има седница на која што може да се гласа законското решение. Законското решение се наоѓа на сосема друга седница, 47-ма, и тоа законско решение досега не е ставено на дневен ред за гласање. Така да, ако има добра волја, ако има начин да се седне, да се разговара и да се реши проблемот, секако дека може. Директорот на Инспекторатот за употреба на јазиците Арси Мидризи не кажа кое решение им одговара, туку рече дека тоа била прва средба и само биле слушнати предлозите. Një ofertë konkrete. Jo, për shkak se është takimi i parë i këtij lloji ndërmjet neve dhe grupeve parlamentare, prandaj ditëve në vijim mendoj që do të gjejmë zgjidhje. Амандманите на законот за јазичен инспекторат се во собранието, додека се блокирани, бидејќи мнозинството нема бадентер.